Здравството ни е и наредниве минути во фокусот во утринската програма. Имено Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри за нас го додали првото одликување во сестринството. Повелбата која го носи името на првата медицинска сестра во Македонија, Славјанка Влахчева, во рацете на Јулијана Маџовска и Роза Рулеска Пиличева. На оваа тема разговараме ово утро во утринската програма со претседателката на Сдруженијето за нас, Гордана Бешлиовска, и Јулијана Маџовска ни е во студиото 5. Ќе поздравиме и колишката која што од оправдани причини се разбира не може да е заедно со нас, но ќе говориме за тоа што се случуваше на конгресот, полни со впечатоци, што е многу убаво и медиумите го проследија и голем дел од здравствените работници. Добро е да се зборува за тоа колку и какви промени ни се неопходни за да функционираме подобро. Како помина се? Па, како да кажам, значи ние конгресот го доживеавме како круна на сестринството. Значи успеавме со сестрите, со унијата, со Сдруженијето, со сите сестри од Македонија да го крунисаме сестринството. Сето на кое што го зборуваме години на нас за нашата стручност, за нашата професионалност, конгресот беше можност да ги потврдиме сите тие наши компетенции и работни задачи кои што сестрите ги претворија во трудови, каде што го обединивме Балканот, ја обединивме Европа сите на едно место. Во едни услови кога имате незадоволство од платите, од непризнаеност, од недобри услови, од незадоволство од општествениот статус и така да ги мотивирате сестрите да дојдат на еден волкав, стручен настан, кој што, верувам, јас така направив една компарација и се изразив дека ако имате во годината 20 лекарски конгреси, за 20 години имате втор сестрински конгрес, и кога сето тоа ќе го крунисате со едно реноме на стручност и професионалност признаено од сите европски асоциации кои што беа присутни, од сите професионални здруженија кои што дојдоа и беа дел од конгресот, значи не ни преостанува ништо друго туку мотивацијата и стимулот да одиме напред, да биде се поголем и поголем. Сестрите покажаа колку сакаат да се стручно надградуваат, усовршуваат и колку тоа они умеат да бидат во чекор со сите европски доближувања до современото сестринство. Приказната за првата медицинска сестра, Славјанка Влахчева, ја раскажавме на 11 октомври, кога ни гостувавте и во студиото на 5 на МТВ, кога го најавивме и конгресот. Но добре секако да споменеме дека ова признание ќе биде и дополнителен мотив за здравствените работници во филата, од друга страна потврда дека тоа што го работат, го прават најдобро. Па така, ние ви ветивме дека после конгресот, значи ќе бидат доветничките овде со вас и бидејќи вие континуирано не следите во сите наши настани. Огромно е задоволството и честа кога давате на историјата значение во сестринството за да бидете успешни во сегашноста и за да градите добра иднина. Тоа е паролата со која што и асоциацијата која што ќе биде во Сдруженијето, односно Друштвото на сестрите формирано, а сестра Јулијана Маџовска ќе го предводи истото. Значи е еден од условите со кои ние влеговме во Европската асоциација на сестринствата кои што се занимаваат со историјатот. Па ние впрочем имаме великанки со кои можеме да се гордееме, како што е Славјанка Влахчева, Ленче Кепева, Цвета Хаџи Василева и многу други кои што се и добитнички на медалот Флоренс Најтингел. Ова околу повелбата само сакам да ви кажам дека ние на нашето сестринство му направивме конкурентност и за Флоренс Најтингел медалата, бидејќи еден од условите е да бидете добитници на вакви повелби, на вакви одликувања во сопствената држава, за да можете да бидете конкурентни за медалите Флоренс Најтингел. Исклучително сме срекни како здружение и како унија што испишуваме една ваква историја со оваа повелба, со ова одликување од прв ред Славјанка Влахчева. Јулијана, што значи да сте првата добитничка на ова признание во сестринството? Премногу значи, поготово што тоа доаѓа од колегите. Така. Како што кажа колешката сестра Гордана, не можеме да одиме понатаму ако не ги чествуваме оние што ги поставиле првите чекори во наша професија. Оно што треба да го кажеме е дека сте почестен член на Сдруженијето, вие сте во пензија, но што беше она што ве мотивираше и поттикнуваше на успех и работа за време на работниот век? Сплетот на околности, почнувајќи од првото ниво на образование, од средно стручно образование, понатаму високата стручна школа во Битола, но и бев стипендист на Американската агенција за развој на сестринството. Мислам дека тие 3 месеци поминати на Џорџтаун универзитетот комплетно го сменија мојот поглед, бидејќи гледате
си ја гледате професијата во некоја сосема друга рамка. Од тогаш навака јас, значи повеќе од 20 години, веќе работам на она што го уче во текот на целиот живот. Значи, напредување на професијата, значи и како професионалец, меѓутоа и напредување на професијата, бидејќи сликата овде е сосем поинаква од онаа надвор. И ако ги прашате голем дел од вашите колешки дали ја сакаат професијата, ќе кажат безрезервно. Од друга страна, дали имаат предизвици секојдневни кои што во голема мера и ги демотивираат, ќе кажат исто така да. Кој е вашиот совет до вашите колешки кои што во денешното секојдневие водиме ние борба да ги задржиме овде? Колешката што е исто така добитник на ова награда, во својот краток говор кажа, кога ја сакате, кога со љубов ја работите работата што ја сакате, успехот е неминовен. Ние постоиме заради нашите корисници, заради пациентите. Јас ги велам корисници, бидејќи јас поголемиот дел од мојот работен век го помина во превентива. Во превентива работиме не со пациенти кои се болни, меѓутоа превенираме. Јас бе патронажна сестра и кога го работите стварно, она што го работите кога ви исполнува, дефинитивно и работата не ви е тешка. И сега околностите, личните доходи, тоа демотивираат, меѓутоа сепак чувството дека кога го работите тоа што го сакате не ви представува некоја огромна тежина, демотивираат општественото политички збиднувања, она што сестра Гордана често го потенцира, мешање на политика, не сме вклучени во процесите на донесување на одлуки, тие се работите кои демотивираат, едноставно нема во здравствениот систем, бидејќи кога читате Закон за здравствена заштита, 13% од постоечкиот закон се однесува на организирање на специјалистичкиот испит на лекарите, додека сите останати професии се сите останати. Затоа говориме гласно за да направиме промени. На вториот конгрес го очекувавте министерот за здравство, оправдано беше отсутен, но не дојде никој од Министерството за образование. Ве демотивираше овој факт, бидејќи споменавте сакаме и потребна ни е поддршка. Видите, ние имавме поддршката од Балканот и од Европа и ќе беше убаво да беа таму со нас и да го видат сето тоа кое што се случуваше, да го видат сето она кое што како приоритет ние сестрите го заслужуваме кај нас. За жал, точно дека немаме многу приоритет во агендите, во раководните структури во Министерството за здравство, но јас искрено се надевам дека за волја на вистината дека министерот сега би нашол време во неговата агенда да не приме ние да се пофалиме, а тој да ни честита за овој успех, бидејќи сепак гордост во едни услови кога имате толку многу проблеми во сестринството, значи ова што се случи во Струга да има желба да го слушне. Ние конгресот уште не го затворивме на некој начин, бидејќи следат голем број на активности каде што треба заеднички со целокупното сестринство да си ги доделиме нашите златни и сребрени сертификати и понатака да зборуваме за резолуцијата. Овој конгрес многу не задолжи пред председателите на асоциациите европски, балкански, кои што беа со нас, меѓу нас каде што се отворија апсолутно сите комуникации према професионалните здруженија. А ова што го слушнавте од сестра Јулијана сега од сето нејзино ова искажување, свативте колку е она значајна во нашето здружение и колку на нас не се потребни вакви медицински сестри кои што имаат посебен допринос во структурите на сето она ние што го работиме по однос на нашиот статус, на нашите цели и работни задачи. Од тука произлегуваат и овие врежани нешта кои што ги оставате во сестринството како голем белег. Бидејќи тоа се организацијски одбори на медицински сестри од сите нивоа на здравствениот систем и сите во собствените области, професионални и сите они допринесуваат на посебен начин. Меѓутоа, кога имате вака 40 години работно искуство позади себе, кога имате ваков допринос и кога имате вакви сестри, значи стимулот е уште поголем дека не е лесно, меѓутоа дека еден ден ќе успееме. Јулијана, го препознавате ли ентузијазмот и жарот за работа во помладите генерации, оној кој го имавте вие за време на работниот век? За жал, многу малку имаме помлади генерации, барем во институцијата во која јас работев. Ентузијазмот постои, меѓутоа и обседнатоста да се напушти оваа држава. Сите учат германски пред се. Така да со овој моментална состојба на професијата, тешко дека младиве би ги задржале овде. Уве, за да ве прашам, како ја посакувате фелата во годините кои доаѓаат?
Комплексно прашање и многу работи. Значи не е само личниот доход, она што често го потенцираме, тука си условите за работа. Значи, кој ќе земете во предвид стандарди, нормативи, услови за работа, од значи, примарно ниво на здравствена заштита, секундарно, терцијарно, оној согорување на работните места, и тоа е голема причина заради која колегите ја напуштаат, значи, па дури и професија. И за да заклучиме, она што е неопходно во моментов е инволвирање на медицинските сестри во стратегијата која ќе крои планови и прави промени. Приоритетите се нешто кое што во овој момент отсуствува за сестринството. Значи, јас многу пати кажувам и повторно ќе кажам, инвестицијата во сестрите и во образованието на сестрите, да си ги чувате сестрите, инвестиција во здрава нација. Значи, мора да ни се даде приоритет. Видете, ние имавме 13 ноемвриската награда, сега имаме 23 октомвриската награда. Наградени се тимовите, секоја чест и честитки за сите добитници. Ниту една сестра во тимовите не слушнавте. Ние сме, впрочем, дел од тимовите, не сме останати од медицински персонал, не сме средно медицинскиот персонал, имаме признаена професија, имаме препознаени во собствената професија, имаме своји вокации, имаме имиња и презимиња, имаме своји компетенции и работни задачи за кои се бориме да бидат препознаени. Се додека структурно не ги поставиме структурните програми за измени и промени во образованието и на сестрите да им ги дадеме приоритетите како што заслужуваат, почитувајќи им го сето они што го работат во болниците, односно ценејќи им го трудот, ние ќе се соочуваме со ваков одлив на сестрите, бидејќи ние не сме само бројки и коефициенти во синдикалните барања за плати. Многу пошироко Унијата и Сдруженијето ги расплинува потребите на медицинските сестри во законување на професијата, да бидеме таму каде што се носат одлуките, да имаме приоритет во образовниот процес. Темата на конгресот беше здравствената нега како научна дисциплина, нешто што е на сестрите својствено и област во која сестрите умеат и работат. Лекарите не ја работат здравствената нега во болниците за да ни ја предават во образовниот систем. Потребни се структурни промени за да го смениме сето ова. За нив ќе говориме бидејќи сте ни неопходни и на нас и на генерациите по нас. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Јулијана, честитам уште еднаш и се радувам што како признание го воспоставивте, кое се надевам ќе ги мотивира и здравствените работници, медицинските сестри да работат на себе, за да им се валоризира трудот. Така, би сакала, ако ми дозволите, само јавна благодарност да искажам и до градот Штип и до Филеви, кои што се приклучија према ова како покровители на наградава, со тоа што ќе влезат во континуитет и ќе ни овозможат секоја година да го славиме ова признание. Да. Честитки уште еднаш, Јулијана, и благодарам за гостувањето во Македонија наутро.